Сезона е на змии, дури 13 видови се опасно заштипјани, меѓу кои екстремно отровниот поскок кој може да се најде по течението на Брегалница и во близина на карпести предели, какви што во Штип има многу. Во непосредната околина на Штип од 16 видови змии кои се евидентирани на национално ниво, на територија на нашата земја, 13 видови се присутни. Од тие 13 видови на змии, отровни се 3 вида, од кои само еден вид има отров доволно потентен за да предизвика сериозни импликации кон човековото здравје, а тоа е поскокот. Оваа змија може да се препознае многу лесно затоа што има рогче на врвот од носот. Присуството на змии веќе е регистрирано и од страна на граѓаните, посебно на оние кои живеат во близина на Исерот. За змии имам видено 2 пати или 3 пати и тоа на пат. Маленка една таква, качи се на џамо. На џамо се качи, ама затворен, додека сино отиде, бегам малет. На опасност од змии се изложени сите поттука, многу е важно да се знае како треба да се постапува во случај на укасување од змија. Значи, кога повредениот ќе биде каснато од змија, како порано не се прави врзување, стегање, не се прави цицање на крв и така натаму, него само треба често да се мие раната со вода, што е можно повеќе, повредениот да мирува, да не мрда, за да нема циркулација, за да не се шири отрово и најбрзо што може да биде однесен до првата здравствена установа за да прими серум против змија, антисерум. Прва жртва на каснување од змија е жена од Чашаварлија која работела на нива и таа веќе неколку денови е на лекување на инфективното одделение во Штип. Сезоната на змии, но и на крлежи доправа предстои, па при секое излегување во природа потребна е внимателност. Лекарите предупредуваат дека е почната сезоната на евентуална опасност од вакви видови на убоди и на каснувања и затоа граѓаните треба да си ги превзимаат потребните мерки кога се наоѓаат на отворено, односно повеќе кога се наоѓаат во природа. Добра вест е што на инфективното одделение има доволно количини на серум против каснување од змии, но превентивата е пред се. Секогаш е подобро да се спречи отколку да се лечи.